Поранешниот председател на Израел Шимон Перес почина на 93 годишна возраст. Пред 2 недели тој имаше срцев удар, пошто беше задржан во болница. Тој во својата богата политичка кариера учествувал дури во 12 израелски влади, 2 пати како премиер и еднаш како председател. Перес е добитник на Нобеловата награда за мир во 1994 година за неговата улога во мировниот договор постигнат со палестинците. Наградата ја дели со тогашниот премиер Јицак Рабин и лидерот на палестинците Јасер Арафат. Перес во една прилика изјави дека палестинците се најблиските соседи на Израел и би можеле да станат и најдобри пријатели. Председателот на Венецуела Николас Мадуро изјави дека се надева на подобри односи со Соединетите американски држави, еден ден по средбата со државниот секретар на САД Џон Кери. Односите меѓу двете земји останаа заладени од 1999 година, кога Хуго Чавес стана председател на Венецуела. Го молам Бог да ги благослови резултатите од оваа средба, на Венецуела да отвори нова ера на добри односи со САД. Дали имаме проблеми, конфликти, разлики? Секако. Дали ќе ги имаме и понатаму? Секако. Ако не се мешате овде, нема ни ние да се мешаме таму. Сакав и сакам да имаме најдобри односи со председателот Обама, како и со наредниот председател на САД. Американскиот председател Барак Обама го именуваше дипломатот Џефри Де Лорентис за прв амбасадор на САД на Куба по 50 години. Де Лорентис работеше како висок функционер на САД во Хавана веќе една година, од кога се обновени односите меѓу САД и Куба. Во однос на номинацијата, Обама изјави дека представува огромен чекор кон нормализирање на односите меѓу двете земји. 18 рудари загинаа во експлозија која избувна во рудник во северно-западна Кина. Спасувачките екипи работат неуморно, барајќи ги исчезнатите за кои се верува дека се уште се живи. Локалните власти изјавија дека операциите во рудникот биле нелегални, а локалната полиција го апси сопственикот на рудникот.